Приватните превозници на Слобода превоз и Мак Експрес разочарани си заминаа дома, откако цел ден со автобусите стоја паркирани на Илинденска. Иако од 6 часот изутрина чекаа прием со градоначалничката Даниела Арсовска пред бараките на град Скопје, тоа не се случи. Откако нема никаков епилог со приватните превозници и денеска чекајќи одговор од град Скопје, тие ги повлекуваат своите автобуси овде од булеварот Илинден, во надеж дека веќе од следната недела ќе се најде епилог и позитивно решение за нивниот милионски долг. Тие преку медиумите и понудија да им исплати дел од долгот од 1,5 милиони евра и велат ќе возат се додека таа не избере нови превозници. Смета дека ова е компромисно решение за да не страдаат граѓаните поради блокираниот град. Се седнува на маса, се разговара. Значи не сме ние терористи, па да има став градоначалничката, јас не разговарам под закани и уцени. Кажете вие една закана и уцена, дали ние некому му го раскинавме договорот, дали некому му земавме пари, дали некому му отидовме дома да му се закануваме. Дали овде слушнавте еден погрден збор кон било кого да се каже. Едноставно, луѓето си ги бараат своите пари. Превозниците нема да се откажат од намерата да разговараат со првиот човек на Скопје и велат ќе ги искористат сите механизми за да ги добијат парите што им се должат во моментов. Не по наша вина го правиме ова што го правиме и тука сме зашто сме тука. Не по наша вина. Вината е исклучиво кај јавното сообраќајно претпријатие и градот Скопје, кој што не ни ги исплаќа честно заработените средства и не доведе во ситуација извршители да не бараат и да не можеме да однесеме храна на нашите семејства. Ако не прими и не се договориме, имаме веќе претходно најавен протест кој што ќе почне од понеделник. Приватните превозници утрово со 200 автобуси и 300 возачи го блокираа булеварот Илинден. Велат ако во текот на викендов не добијат позитивен одговор од Арсовска, веќе в понеделник ќе го блокираат цело Скопје. И тоа трите клучни крстосници кај трговскиот центар Мавровка, Црвен крст и пред зградата на владата.